работиме со банки од Европа, кои што се етаблирани, значи кои што имаат строга селекција на донори, значи може да се пријават голем број на донори, меѓутоа таа селекција која што се прави го намалува нивниот број, затоа што сепак се воведени строги критериуми за тоа кој може да биде донор, не само од медицинска страна, значи да има добри сперматозоиди, брзи, квалитетни, туку нивниот генетско портфолио, значи се зема една комплетна анамнеза на таквите кандидати за донатори со цел да се направи една семена анамнеза од претходните заболувања, значи фамилиарното стебло, дури ние добиваме и каталози од тие банки со цел пациентите да имаат подобар избор во донорот кој што самите тие ќе си го изберат. Јас би кажала, можеме да извеземе на долги стази, мислам дека веќе е исцрпено од сопствени донори за сопствени пациенти, заради тоа што се вртиме во круг тука и овозможуваме генерации инцестуални генерации на генетско ниво, посебно со тоа што немаме национален регистар. Во нашето современо секојдневие се почесто ги користиме термините донација и донатори. Меѓутоа, кога се зборува за донори во врска со инвитро плодувањето, се работи за еден хуман потек и нешто без кое што не би се можела кога нема да има ниедно друго решение за оплодувањето. Во овој подкаст со доктор Татјана Гуржанова и нашиот доктор по науки ембриолог доктор Валентина Сотировска. Добро ни дојдовте. Да, почнеме со терминот што значи донатор, што е донација и кои може да бидат донатори, доктор Гуржанова? Да, јас ќе објаснам од аспект на гинеколог, она што го објаснувам на моите пациенти, а после тоа ембриологот ќе подетално ќе објасни кои се вистинските значи кои се вистинските критериуми за еден да биде донор, да, и така натаму. Значи, зошто некога се доведуваме до потреба да се направи инвитро, значи исклучиво инвитро се прави со донирани или јајни клетки или сперматозоиди. Најчесто причината за тоа е кога еден човечки организам, дали женски или машки, не ги создава половите клетки, тоест гаметите. Од најразлични причини. Најчесто е врзано со возраста. Возраста кај жените доведува до тоа или да не се создаваат јајни клетки, или тие јајни клетки што се создаваат да се со акумулирани генетски грешки на ниво на ДНК, или акумулирани генетски грешки на ниво на митохондријална ДНК во јајната клетка, која што кажавме во една од претходните емисии, доктор Валентина баш објасни дека јајната клетка содржи многу органели што се мотор за тој ембрион да може да се дели, да се развива, додека не се имплантира во самата матка. Тие органели не функционираат кај таа јајна клетка и тоа се случува поради старењето на јајната клетка, поради полошо работење на митохондриите на јајната клетка, заради акумулацијата на генетските грешки во самата ДНК, поради поголемиот број на делби, репликации на самата ДНК и поголемата шанса за грешки при оваа дупликација на ДНК. Додека пак кај мажите има различни заболувања кои што едноставно доведуваат до тоа да не се создаваат јајни клетки, односно има само, да речеме, така се викаат сертолиеви клетки, само постојат сертолиевите клетки, но процесот на спермиогенеза не се одбива во тестисите. Тоа е така наречен азоспермија процес. Тоа е кога имаме медицинска индикација да создадеме ембрион од туги гамети, односно туги јајни клетки и туги сперматозоиди. Но нашиот закон дозволува, кој што е либерален, да и самохрана мајка, например, направи инвитро без партнер, туку со донирана сперма или дониран семен материјал, или исто така да направи и со дониран ембрион, тоест донирана и јајна клетка и сперматозоиди. Значи, законот овозможува повеќе, е стварно либерален и овозможува остварување на секој пар да биде родител, дури и во тие услови кога нема своји сопствени гамети. И има процедура, има законска процедура која што еден пар ја поминува,
или значи еден донор потенцијален на свежи јајни клетки или на свеж семен материјал, или процедура кога ние нарачуваме од европски банки на гамети, како што се европски банки на јајни клетки и европски банки на семен материјал, кои што се работат под законска легислатива на европската, значи вакво Европското здружение за репродуктивна медицина. Тоа се одредени генетски испитувања кои што се прават кај потенцијалните донори за одредени најчести заболувања во Европа, за да не можат да се пренесуваат. Сега ние одиме напред заради тоа што веќе и нашите лаборатории нудат и подетални генетски, моногенетски испитувања и например, ако работиме со донирана јајна клетка, донаторот на јајна клетка е веќе генетски испитан, но партнерот не е испитан генетски за тие болести, дали ги содржи или не. Сега веќе има можност и партнерот да се испита за моногенетски болести, за да не дојде до мечинг, односно и донаторот и партнерот да носат иста моногенетско заболување, што е карактеристично за овие краишта или карактеристично за Европа. Значи, генетското испитување оди чекор понапред, посебно во овие случаи кога треба да правиме инвитро со донирани гамети. Ама, еве, ембриологот ќе ни објасни детално и што значи тоа, чива е ДНК-та, дали влијаат секвенците, епигенетиката, процесот кога влијае секвенцата од геном од мајката во обликување на ембрионот и се што би можело да ги интересира нашите пациенти кои што има голем број што одат со инвитро со дониран материјал, гамети или ембриони. Значи, законот за биомедицинско оплодување со донорски материјал е донесен во 2008 година и од тогаш наваму, значи, веќе законски ние сме овозможуваме да работиме со донорски материјал кај парови, односно оплодување кај парови кои што се директно засегнати со оваа проблематика. До 2008 година, значи, ова беше сепак табу тема и за жал голем дел од паровите нема можност да се го остварат своето потомство од овие причини кои што ги напомена и докторката. Значи, со воведувањето на овој закон ние сме обврзани, значи сите инвитро клиники кои што работиме во нашата држава, да даваме извештаи и посебна документација за кандидатите на пациенти кои што сакаат да аплицираат за оплодување со донорски материјал. Во однос на покрај законската регулатива, значи ова што го збориме од медицински аспект, што се наследува преку тој ембрион, сепак доколку се работи за донација на јајни клетки, значи од друга жена, ние го креираме ембрионот во нашата лабораторија со донорската јајна клетка и со сперматозоидите од партнерот, од сопругот на таа господја. И во тој момент добиениот ембрион го трансферираме во утробата на партнерката, односно на мајката. Меѓутоа, незина ДНК во овој случај нема да има, затоа што сепак станува збор веќе за надворешен генетски материјал. Едноставно мајката ќе биде таа во која што ќе расте, ембрионот ќе се развива, меѓутоа генетски материјал од незе нема да има, ќе има само од незиниот сопруг и од донаторката. Има некои модифицирања кои што сега одредена поголема студија направено зошто некогаш некои особини ги наследува ембрионот од мајката. Например, има голема шпанска студија направена, пошто они први почнаа да работат со донација, каде што поради процесот на епигенетика доаѓа до некое влијание за тоа да се активираат одредени гени на самиот ембрион под дејство на крвта која што го храни ембрионот во матката на вакво. Тоа е процесот на епигенетика, кога разбудува одредени гени, а згаснува други гени. Кажавме, сите го содржиме истиот генетски материјал, само кај кого кој ген е разбуден. Повторно феномени во... Да. Никогаш, секогаш постојат изненадувања. Да. Така да мајката ќе си го носи ембрионот, ќе се развива, бременоста ќе се тече најнормално и понатаму, и воспитувањето и чувањето на тоа дете ќе се биде исто така како собствено дете. Исто така работиме со донација на сперматозоиди.
Меѓу причините кои што доведуваат до оваа ситуација може да бидат некои поагресивни лекарски интервенции во смисол на некои претходни малигни заболувања кои што ги имале пациентите и кои што агресивната терапија во смисол на радиотерапија или зрачна терапија довеле до уништување на оогенезата, односно сперматогенезата, и во тие случаи доколку пациентите немаат замрзнато генетски материјал пред да почне таквата агресивна, да кажам, терапија, доаѓаат во ситуација да мора да го направат оплодувањето со донорски материјал. Значи тука уште една имаме индикација за ваков тип на оплодување. Ние располагаме, како што напомени докторката, работиме со банки од Европа кои што се етаблирани, значи кои што имаат строга селекција на донори, значи може да се пријават голем број на донори, меѓутоа таа селекција која што се прави го намалува нивниот број затоа што сепак се воведени строги критериуми за тоа кој може да биде донор, не само од медицинска страна, значи да има добри сперматозоиди, брзи, квалитетни, туку нивниот генетско портфолио, значи се зема една комплетна анамнеза на таквите кандидати за донатори со цел да се направи една семена анамнеза од претходните заболувања, значи фамилиарното стебло, дури ние добиваме и каталози од тие банки со цел пациентите да имаат подобар избор во донорот кој што самите тие ќе си го изберат. Доколку се работи за донација на јајна клетка, обично ни даваат каталози од жените кои што се донаторки и ги бараме карактеристиките кои што се на жената да бидат слични со карактеристиките на самата донорка. Тоа значи боја на кожа, боја на кожа, висина, крвна група, тежина, да. крвна група, очите, косата, значи или пак слични карактеристики на сопруга за да не ви се личи тука и покрај неговиот генетски материјал. Так, апсолутно можете да си нарачате од која сакате донорка, затоа што тоа е законски дозволено. Исто така законот дозволува и да си донесете и своја лична донорка, ако посакувате, значи не мора да се купат донорските клетки од банките, туку може некоја кандидат која што си е на доброволна база донаторка што сака да помогне на друга жена или на друг пар. Исто тоа се законски регулирано, меѓутоа таа донорка што ќе се пријави мора да биде проследена со сите овие генетски испитувања како што ги добиваме и од европските банки со кои што соработуваме, затоа што доколку не ги исполни тие критериуми, нема право да биде донор на соодветниот пар. Ние тие испитувања ги спроведуваме резултатите како посебно досие до Министерството за здравство, каде што постои комисија за биолошко потпомогнато оплодување, која што дава одобрение дали тој пар може или не може да направи оплодување со дониран материјал и од кој ќе добиеме таа дозвола, тек отпосле ги нарачуваме клетките или пак со селектираната донорка го правиме оплодувањето. Гранична возраст на донаторите? Нашиот закон е многу либерален, значи немаме возрастно ограничување во однос на донаторството, што од една страна е добро, меѓутоа во текот на нашето искуство се соочуваме и со други примери, да кажам, со парови кои што сакаат да постигнат бременост на многу напредна возраст. Последниот случај што ми беше со 68 годишна жена и 72 годишен маж. Напредно, богами. Напредна бременост што навистина треба веќе како ние како професионалци, како еснав да кажам во оваа област да сериозно да размислиме и за медицинските последици од ваквите обиди, затоа што не е по секоја цена или да се добие потомството ако одиме по на тенка граница за не гледајќи го здравието на пациентите, затоа што има пари. Но и квалитетот на животот и на тоа дете што ќе се роди. Значи тој либерален закон понекогаш може да биде и нехуман, етички. Токму така. Никогаш сакаме да надминеме онаа граница на биолошкото оплодување, меѓутоа самата биологија имаше една интересна мисла дека кога ќе го прашате вика инвитрото што сте вие сте ми само вика техничка поддршка, вика се другото сум јас природата, вика јас сум таа што сум главна и што го правам она што треба да се создаде. Така да ние само помагаме
за да се постигне Така и се потомството. вика биопотпомогната. Меѓутоа не можеме за жал се уште да ги одминеме оние граници од биолошкиот часовник кој што е предодреден за да времето, значи за да се создаде тоа потомство. Ние можеби ќе го креираме тој ембрион, може и ќе постигнеме бременосната, техниките одат напред. Меѓутоа што со тоа дете понатаму? Значи мора да имаме здрави родители за да имаме и здраво Дали потомство. потпишуваат некој договор на нивна Согласности, Согласности. мислите, да, се потпишуваат согласности затоа што самите постапки, како и за се друго во медицината, никој не може да гарантира. Да гарантира. Македонија нема банка на сперми на јајни клетки, туку се оди во странство. Да, затоа што нема, јас тука морам да го потенцирам, а и ти на исто ќе го објасни зашто на долго време беше еден од креаторите на нели на испроведувач на законите за биопотпомогнато оплодување во државава, значи една од првите луѓе кои што учествувала во тој процес. Зошто нема? Заради тоа што сме мала земја. По европските критериуми треба да има минимум 8 милиони жители за да една земја би има банка. Значи ние не ги задоволуваме европските критериуми, значи или можеме да направиме соработка, например за да се направи банка со која што тие донори ќе се даваат во друга земја, а таа земја со своите донори ќе дава јајни клетки тука, заради тоа што доколку во оваа земја се направи банка за собствените жители, ќе се направи многу биолошки инцестуални врски. Значи на ниво на ДНК ќе имаме и ќе имаме повторување на одредени моногенетски заболувања кои што се веќе искоренети. Така да невозможно е биолошки, медицински да имаме банка за нас. Можеме да имаме банка за например за соседни земји. И ние сме на ниво на комуникација со например инвитро центри од соседните земји. Треба да се програма. Да, како извозна програма. Тоа треба да се разговара и на ниво на држава, значи на ниво на институции кои што ќе го регулираат тој процес. Но еве доктор Тина ќе ни објасни и малце повеќе околу тоа што е потребно од техничка подршка, национален регистар и многу други работи за да тоа се подкрепи, за да не дојде до инцести. И ова да не го заборам, само колку пати еден донор може да даде. И тоа е многу битно, пошто се некогаш има и митови дека баш треба убаво да објасни заради тоа што имаме некои информации во јавноста како ќе се прави банка, но ние што го работиме овој процес секојдневно, ги гледаме опасностите на тоа и дека тоа треба на национално ниво да биде кажано, да бидеме слушнати и треба да бидеме дел од таа креација што се планира тука. Значи треба да се прашаат луѓето кои што секојдневно ја работат оваа проблематика, затоа што можат да се направат фатални грешки. Кога се формираше законот во 2008 година, се уште беше зародишот, да кажем, на ваквиот тип на оплодување со донорски материјал и со текот на нашите години работа, значи во последниве 20 години од нашето искуство видовме дека постојат некои членови од законот кои што треба да се сменат. И ние потегнавме на таква иницијатива и со докторката и со другите инвитро центри во дури до собранието, значи во дебати за што треба да се промени за да го направиме законот баш онако како што треба и да биде задоволителен за сите корисници на истиот. Во законот постои член дека од еден донор може да се родат до 2 живородени деца. Тоа е малце трики, да кажем, малце двосмислено, што значи дали од еден донор за едно семејство, за 2 дечиња или 2 дечиња на 2 фамилии, не беше убаво јасно разграничено, прецизирано. И додека трае тој обид на промена на законот, ние како инвитро центри сме договорени да дадеме еден донор на една фамилија. Значи не сме од еден донор да се даде генетски материјал на повеќе фамилии, токму од оваа причина што напомени докторката дека ние сме премногу мала земја за да може да се распринуваме со донорскиот материјал. Во однос на креирањето на национална банка, сметам дека тоа е во моментов немаме услови за такво нешто, затоа што сепак
како прво немаме се уште национален регистар, кој што е огромен пропуст, ова веќе јавно се збори и го кажуваме, на Министерството за здравство со години уназад, затоа што ние правиме притисок да се воведе тој национален регистар, за да може да се направи комплетна регулатива на донорскиот материјал кој што влегува во земјава. Значи, законот е донесен во 2008 година, значи поминате долг период, скоро 20 години, тие деца ќе дојдат во репродуктивна доба и веќе мора да се воведе сериозна регулатива во однос на овој закон. Ние како инвитро центри сите имаме своји датабази и ние помеѓу себе си подпишуваме барања кога треба да ги доставиме документите до Министерството за здравство за соодветните донаторства, кои инвитро центри работат со кои банки и дали има повторување на последните 5 години. Тој во последните 5 или 6 години. Подпишувањето го правиме помеѓу инвитро 2018 година, и на тој начин ние гарантираме дека тој донорски материјал не е искористен во некоја од инвитро центрите. Значи, се уште ова не е доволно, значи мора да одиме на еден чекор погоре, како и во другите земји со воведување токму на овој национален регистар. Во однос на условите кои што ги спомнавме за банката, сепак тоа е премногу сериозна работа, значи потребен е многу едуциран кадар, сериозен кадар кој што ќе го работи само тој дел, затоа што тоа се живи клетки, тоа се клетки кои што ќе дадат нови поколенија. Значи треба да се работи, да се чуваат, прво да се создадат, нели да се стимулираат жени, да се криопрезервираат јајните клетки и услови, технички услови. Значи технички услови, тоа се прават во огромни контейнери со строго контролирани услови со аларми системи и така натаму, за да може таквите клетки да се одржат недопрени, да кажем, значи да не бидат афектирани од надворешните услови, затоа што не можеме да предвидиме епигенетиката, односно надворешните услови, какви промени во потомството може да доведат. Значи не е мала работа, значи ова е навистина сериозен потфат кој што би требало да се направи во државава, меѓутоа сепак треба да има добар бекграунд, значи на луѓе кои што ќе го изведат и локација, и институција која што ќе го работи. Значи за сега увезуваме, така, а можеме да извеземе. Материјал за оплодување. Да, и јас би кажала, можеме да извеземе на долги стази. Мислам дека веќе е исцрпено од сопствени донори за сопствени пациенти, заради тоа што се вртиме во круг тука и овозможуваме генерации инцестуални генерации на генетско ниво, посебно со тоа што немаме национален регистар. Имаме нели во последните 6 години таква комуникација меѓу инвитро центрите, но претходно таква комуникација не постоела. Имаме само една комисија на ниво на Министерство за здравство, комисија за БПО, која што потпишува документи, но таа комисија се менува со секоја промена на влада и таа нова комисија нема представа што е потпишано за, например, донори пред 2 години. И да е истата комисија не може да се сеќава на сите донори што се поминати. Така да тоа мора да се дигитализира, тоа мора да стане достапно до сите центри кои што се бават со тоа и веднаш да доваѓа до информација кој е донор, какви генетски предиспозиции има тој донор, на колку досега донирал, значи тоа да биде максимално контролирано и транспарентно. И таа банка што тука би се креирала, да се направи добар договор, дали со соседна земја или со нека друга европска земја, каде што тие јајни клетки ќе се донираат за возврат нели на јајни клетки од таа нели друга држава која што ќе се донира тука, сето тоа да биде нели со економски некаков бенефит пред се за пациентите, значи пред се збориме за пациентите, да ги намали финансиските трошоци на пациентите, да се како да се каже, да се разбуричка генетскиот материјал во државава и тоа доколку се вклучат во тој процес луѓе што го работат тоа и што го разбираат овој процес, мислам дека е возможно да се направи. Ово кажавте се вклучат луѓе. Да се вклучат луѓе, хумани луѓе кои што го работат и го разбираат овој процес. И да не се дозволи криминал и тука малверзации, ова е многу пати во многу земји и држави основа за страшен криминал.
Значи со криминал со човечка ДНК, криминал со клетки, тоа е исто како криминал со органи. Имавме, нели, пред неколку години откриено такви и во соседни држави. Роднинска поврзаност. Не само роднинска поврзаност, туку неконтролирано давање на донирани гамети без никаква контрола, само заради бизнис, и тоа е страшно. Има некои случаи кај што е докажано или до тоа не се некој дека фактички биле од ист донор децата. Па се докажа во соседна земја, нели, да не именуваме. Имаше и филм, нели, за... Да, па добро, викам, да, филмот така да не е имаше, и тука стварно навистина треба, затоа што и тие што го работат тој процес, некако гледам како значи како многу пати се бираат луѓе што немаат никаков контакт да го контролираат процесот, што немаат контакт со работата, немаат представа каква одговорност сносат на своји плеки и како можат да одговараат пред закон понатака некогаш кога, нели, може да се деси да се открие некаква грешка, намерна или ненамерна. Или филм друга Многу реалност. сензитивна тема. Многу сензитивна Кога тема. гледавме филмот Комак, се сеќавате, мислевме дека тоа е science fiction, или меѓутоа и Комак е документарец. Така да би сакале, нели, ова емисија, мене ми е ова емисија посебно важна заради тоа што навистина сакам да го слушна тоа оние кои што креираат политики, односно кои што се одговорни. Да, луѓето во Министерството за здравство не може да ги знаат. Овие работи се дури толку сензитивни и суптилни што и гинеколозите што се бават со гинекологија и акушерство не ги познаваат овие работи. И навистина би сакала да дојде до оние одговорни луѓе со желба да променат. Навистина има луѓе во сите институции што имаат желба да променат, но јас кога имам желба нешто да променам за нешто што не го разбирам потполно, ангажирам луѓе кои што го разбираат тоа и ги остваруваат и реализираат моите идеи. Па од таков аспект би сакала и тие што можат во општеството да променат нешто на подобро, а не знаат како да ангажираат луѓе кои што знаат како да ги променат работите. Значи, тука е суштината и зашто сакам ова емисија да биде слушна. И затоа сте подкаст и нешто за идне, што се вели за однапред. Визионерски подкаст, драгоцен, буквално затоа што се дознаваат информации кои што се најбитни за сите, нема ништо побитно нашето здравје, а најбитните донации, донаторство и донори во нашиот живот се оние кои ни даваат материјал за здраво, идно, хумано општество, здрави потомци. Останете во добро здравје.